Малку работи се сменети, сменета е само односот на луѓето кон власта, односно луѓето кои што излегоа и кои што протестираа веќе знаат многу полесно како да прецепираат полициска бруталност. Сменете можеби односот на МВР, забележувавме малце поголема практичност, меѓутоа мораме да бидеме искрени да признаеме дека суштината и основата на нашите барања кои што минатата година ги упативме до сите институции на системот не се исполнети. Секторот за нешто суштинско барање, воведување на сектор независен механизам за контрола на работата на полицијата се уште не е воведен, како и останатите барања, односно моралната и политичката одговорност не ја сносеа ниту министерката, ниту портпаролот Котевски, и всушност тоа е показател дека оваа власт, односно ова раководство на државата едноставно нема сенс и не сака да признае одговорност. Ништо не се промени, плюс се направија уште повеќе кривични дела со самото тоа замолчување, затешкување и заплашување на народ. И пак после една година, значи, измината од убиството, ние се собираме да укажеме дека мора да се промени нешто во системот, да почнат институциите да функционираат и дека ова убиство не треба да се заборави. И да не се повторуваат вакви немили настани као нашето незацрнија. Ме интересира, ти реши да бидеш дел од овој протест. Колку е битно ова за тебе, бидејќи реално твоето семејство беше она што остана најпогодено од целата работа? Битно е да знаат дека овој народ бара побезбедна иднина, дека бара мирен живот и дека не може вака да продолжи. Затоа и се битни протести, да укажуваме на институциите дека време е да превземат нешто, да почнат да функционираат за народот, а не за било која политичка партија или за самите себе, нели? Мартин никогаш нема да биде заборавен? Да, Мартин ниту е заборавен, ниту ќе биде заборавен. Ние очекувавме многу добра иднина со Мартин, но се случи тоа што се случи. Не го зема, не го утепа на најгрозниот начин. И многу луѓе се дигнаа да бараат правда за Мартин. Не само ние као семејство, туку буквално цела Македонија се дигна, па и пошироко. Мислам дека од случајот Мартин ќе затекне, ќе почне нешто да ќе се разбуди свеста и кај институциите и кај граѓаните, и дека не секој би тргнал на начин да одземе некој човечки живот. Јас сум родител. Оно што му се случи на Мартин може да се случи на секого од нас, а и на моите деца. Не се работи само за протест против полициската бруталност и неразјаснетото убиство на Мартин Нешковски, туку проблемот е доста поширок. Како што и сами знаете, под таа мистерија, така наречена Мартин Нешковски, се случи уште многу такви слични бруталности и неразјаснети убиства, завршувајќи со ова петкратно убиство за кое што ништо не се знае се уште. Така да јас се придружувам на овој протест и ќе го поддржувам до крај, како и што го поддржував и досега, со сето срце. Јас сум дел од овој процес уште од минатата година и сум против полициска бруталност и сметам дека ова е еден од протестите кои што навистина на мирен начин го изразува револтот и поради тоа, вака реков и денеска, како и минатата година, против насилство со љубов. Слагјана Војошевик. Јас сум против полициска бруталност.